дефинитивно еден од најпосакуваните па и најубавите моменти на еден пар е доаѓањето на новиот член на семејството, особено кога се работи нели за прво дете. Некако овие денешни мајки, да ги наречеме така посовремени мајки, денеска некако се разликуваат од оние мајки во минатото, па така ги следат трендовите кои што ни доаѓаат од запад, па мајките се повеќе ги користат мобилните телефони, мобилните апликации, интернетот, за да си прочитаат нешто за бременоста, за бебето, како треба да се однесуваат, што треба да јадат, во каква форма е бебето и слични работи кои што досега ни беа достапни на англиски апликации, но за прв пат имаме и апликација која што е на македонски јазик за трудници и за сите оние кои што, верувам дека ќе искористат сите оние мајки кои што сега се бремени, односно ќе бидат идни мајки. Повеќе детали за Мама МК и за ова апликација која што за прв пат е на македонски јазик, ова утро дознаваме од Сандра Гакидев. Сандра, ќе ти посакам добро и убаво утро и тебе. Добро утро, мило ми е многу што ме поканевте и да зборувам за првата апликација на македонски јазик за следење на бременост. Јас сум инаку Сандра Гакидев, меѓународно сертифициран едукатор за подготовка на родители и сертифицирана дула за раѓање и постпартум. И ја создадовме првата апликација на македонски јазик, која е воедно и бесплатна за идните мајки да можат на еден интересен и забавен начин да следат бременоста и растот и развојот на бебенцето. Целта на оваа апликација ни беше баш мајките да им биде интересно да го следат развојот на бебето, значи како се развива бебето, како се развиваат органите, како се развиваат сетилата на бебенцето, значи сето тоа го опфативме за секоја недела од бременоста. И зошто е толку интересна оваа апликација, бидејќи направивме на мала споредба на растот, односно големината на бебенцето за секоја недела со различни овошки и зеленчуци. Значи, например, во 9-та недела мајките може да видат дека бебенцето од прилика со големина на мала црешичка, понатака околу 20-та недела со големина на банана, 39-та недела со големина на лубеница и така на еден интересен начин да го следат растот и развојот на бебенцето, а освен тоа ставивме и една статија, значи секоја недела мајките да можат да читаат што се случува со нивното тело, нивните промени, какви симптоми доживуваат на физички план, на емоционален план, кога започнува да се познава стомачето, значи кога почнуваат првите движења и така мислиме дека опфативме доста корисни и интересни информации во самата апликација. Да, и тоа како значајни за сите оние кои што и во моментов се бремени или пак наскоро нели планираат својата бременост, да им објасниме само малку подетално каде можат да најдат, спомена дека е бесплатно, како можат да си ја превземат апликацијата? Апликацијата моментално достапна на Google Play под име Мама Пренатал или апликација за следење бременост, во план и изработка и за iOS. Наскоро се надеваме. Да, Сандра, како дојдеве ти до идејата? Дали може би вие кога имавте бременоста тоа беше потикнели за да направите апликација на македонски, затоа што до тогаш немаше, па и имаме нели жени кои што па и не го владеат толку англискиот јазик, па не може да ги користат сите оние апликации кои што се бесплатно достапни на англиски јазик. Така, баш така, идејата дојде кога јас бев бремена со првото дете и користев ваква апликација на англиски јазик, односно користев повеќе апликации кои пробавме да ги вклопиме сега во една апликација. И кога станав всушност едукатор за подготовка на родители и трудници, нели да држам едукација на трудници, знаев дека првиот чекор понатаму, освен веб страницата Мама МК, ќе биде и апликација каде што мајките ќе можат да ги најдат сите оние интересни информации на купча, значи во една апликација. А освен тоа гледав и да вклопам повеќе алатки во една апликација. Всушност во апликацијата освен нели овие работи што ги набрав, имаме и други алатки како на пример апликација за следење контракции, апликација за следење на тежина во текот на бременоста, апликација за следење на движењата на бебенцето во бременоста и едно многу интересно за мене, листа на имиња за момчиња и девојчиња, значи доколку родителите се уште немаат избрано именце, ета можат на нашата апликација да видат некои идеи ако им се допаднат.
Да, верувам дека и тоа како ќе искористат сите оние кои што еве во овој период очекуваат деца, но и војнина. Сандра спомена дека ти користиш, односно си и едукатор, односно правиш работилници на трудници и на родители, па може ли да кажеш нешто повеќе за тоа? Да, значи како што споменав, јас сум сертифициран едукатор за подготовка на родители и всушност преку Мама МК имаме направено неколку курсеви за трудници и за родители, односно нели идни мајки и татковци. Целта на ова ни беше да ги подготвиме идните родители на еден интересен начин и да ги ставиме сите информации на купча. Па така најпрво го основавме курсот за трудници кој има за цел да ги информира околу бременоста, породувањето, негата на бебе и доењето, а од оваа година направивме уште неколку нови курсеви, односно за овие курсеви се за оние кои се веќе родители и на бебенца до 1 година. Значи направивме курс за развојот на бебето од 0 до 6 месеци и од 6 до 12 месеци. Внатре има многу интересни теми, значи навистина има што да научат родителите за овие први месеци од животот на бебето. Да не биде дека нели зборуваме само за мајките и за бремените жени, тука еве да се вклучат и татковците, затоа што сепак нели се и тие дел од семејството и тие нели треба да работат со своите деца и да учествуваат нели во растењето и во развојот на бебињата. Сандра, што најчесто ги интересира еве трудниците, мајките, кои се оние најглавни прашања кои што често се повторуваат и ти ги поставуваат? Интересно прашање. Често добиваме прашања од трудниците. Највеќе прашањата доаѓаат за негата на бебе. Значи како да се грижам за бебето, што нели е правилно на некој начин, како да го капат, како да менуваат пелена, некои такви и основни работи. Но исто така и многу прашања за самата бременост во однос на здрави навики, но мислам дека она што има најголем фокус е самото породување. Значи како тече породувањето, кои се фазите, како некако да се подготват полесно да поминат низ породувањето, низ целиот процес на контракции. Мислам дека тоа е нешто што навистина ги интересира. Да, Сандра, ти си една, може да кажам, со право од ретките кои што еве јас ги знам и сум ги запознала, што имале безболно породување, па токму за тоа ги учиш нели сите оние мајки кои што ќе се пријават на некоја од работилниците, но кој е фидбекот од после породувањето, како ќе имаат нели жените и мајките безболен пораѓај? Па всушност не знам дали нели добиваат еден безболен пораѓај, тоа зависи искуствено од секоја мајка, но всушност премногу препораки добиваме назад, значи добиваме еден многу голем фидбек. Да речам дека скоро секоја мајка која учествува на курсот потоа ни се јавува да ни ја каже својата приказна, тие приказни ги споделуваме и на нашата страна и на нашата Инстаграм страница и така да идните мајки можат да ги читаат овие искуства и да ги видат препораките за курсот, дали навистина им помогнал, не им помогнал и како сето тоа се одвивало. И ајде да откриеме некои работи од работилниците, од курсевите, па и од апликацијата, кои се оние клучни или неколку работи кои што треба да ги направи мајката пред породувањето. Да, баш интересно прашање. Најпрво би рекла дека би требало нели да се едуцира, бидејќи што повеќе знае, што повеќе информации има, толку ќе биде поспремна и поподготвена за самото породување, а исто така нели и психички да проба да се спреми, да се одмори на еден начин нели пред да дојде бебенцето и полека да се подготви за самиот чин, зборувам пред самиот крај нели на терминот кога доаѓа пред самиот крај на бременоста, нели сето она што треба да го подготви за бебенцето во смисла на торбата за болница, се она што треба нели да се купи за на тој начин да биде поспремна и посмирена за доаѓањето на свет на бебенцето. Да, Сандра, се надевам дека на уште многу идни мајки ќе им помогнеш со твоите работилници и курсеви за да имаат безболен пораѓај, но и со користењето на апликацијата и со сите останати курсеви кои што ги имаш, дека ќе им помогнеш во да имаат најдобра грижа за своите најмили. И уште за крај, дали може би во блиски днина се планира, имаш организирано некоја работилница? Да, моментално во тек е една работилница, таа за справување со
страв од контракции, од болки и од самото породување. Сметав дека ете мајките понекогаш доживуваат некој страв од самиот чин или тоа го гледаат можеби малце уплашено и на тој начин сакав да им дадам поддршка преку ова работилница, па така да сега со мајките моментално го работиме нели на тој процес и како да им дадеме поддршка полесно да се подготват за самото породување. Сандра, ти благодарам уште еднаш. Еве, навистина мислам дека доближивме малку повеќе на сите оние кои што имаат мали бебиња или пак во иднина планираат да станат родители, како може да искористите оваа апликација и од каква корист се токму овие курсеви и работилници кои што ги организира Мама